Ние начелно, како политички субјект, значи Движењето БЕСА, секогаш сме го поддржале специјалното јавно обвинителство како институција која во суштина имаше и доверба во граѓаните, имаше највисока доверба, институција која требаше навистина да биде институција која ќе се бори и ќе биде вистински движител во борбата против корупцијата и организираниот криминал. И секако дека во таа насока, како политички субјект, сме ги поддржале, но во текот на профункционирањето на специјалното јавно обвинителство имаше потешкоти, но секако и во многу делови од незиното функционирање не сме биле задоволни, посебно во делот каде што специјалното јавно обвинителство покажа селективност во действувањето. Селективно, значи немаше ист пристап кон сите тие афери кои претходно беа отворени за јавноста, бар ние како јавност сознавме за тие афери, а специјалното јавно обвинителство значи не го покажа тој капацитет што ние и како политички субјект, но и како општество го очекувавме од оваа институција. Секако ние остануваме како политички субјект, како Движење БЕСА, ќе поддржиме секоја институција која ќе се бори против корупцијата и организираниот криминал, но тоа на суштински начин, не само проформа, не само со законските измени, но со зајакнување на капацитетите на институциите, со вистински луѓе, со луѓе кои на вистина имаат добра волја да се фатат у коштец со борбата против корупцијата и организираниот криминал и на некој начин да придонесеме сите заедно, а посебно оваа институција која е многу важна во оваа насока, за да имаме што по-фер и да имаме што по-демократско општество во Република Македонија. Очекувате ли да се покренат нови постапки против одредени функционери на ДУИ? Па јас очекував тоа од самиот почеток, но и затоа реков дека пристапот на специјалното јавно обвинителство беше селективно. Значи немаше ист пристап према сите предмети кои ние како општество и како политички субјект дознавме во јавноста и од така наречените бомби, па и од сите информации. Тоа се увиде дека правдата беше некако селективна, постапките беа селективни, не дека немало и резултати во работата на специјалното јавно обвинителство, но сигурно е дека таа не ги исполни очекувањата на граѓаните и секако дека и законските алтернативи или законските ограничувања кои беа и во самиот закон на специјалното јавно обвинителство, но секако тоа што го реков и порано, ние ќе поддржиме институции кои ќе се борат и ќе бидат во борбата против корупцијата и организираниот криминал, но на суштински начин, на конкретен начин, а не на селективен начин. Секако, кога предлог законот ќе го имаме пред себе, ќе можеме и по-конкретни одговори да даваме во оваа насока.